Делото "Слика на стакло" на занаечискиот дом на авторката Наташа Кузмановска од Скопје е избрано за најдобар сувенир на општина Куманово за 2021 година. На сувенирот, освен објектот на занаечискиот дом, се пренесени елементи од градскиот плоштад, како и заштитниот грб на градот. Креаторката на најдобриот сувенир од општината ќе добие 30.000 денари, а има обврска да достави 10 примероци кои ќе се врачуваат на збратимени пријателски градови и други гости. Да се заблагодарам на членовите на комисијата кои што едногласно предпоставувам, го избраа мојот труд и ја добив оваа награда на град Куманово. Чест ми е како занаетчија, представник на Републичката занаетчиска комора, да ја добијам наградата. Ова е сликање на стакло, односно некои го нарекуваат сликан витраж, меѓутоа витраж е поинаква техника, ова е сликано стакло. Ја искористив зградата, односно објектот на занаетчискиот дом во Куманово како мотив во случајот. Грбот на Куманово е присутен, кој што е убав детал мислам во целата композиција. И се надевам дека многу други ќе им се допадне ова дело. Традиционално, општина Куманово секоја година врши избор на најдобар сувенир. Годинава биле пријавени 4 учесници кои доставиле дела кои ја отсликуваат традицијата, културно-историските, духовните, материјалните и природните богатства на Куманово. Ги потикнувам сите автори да продолжат да работат и да се пријавуваат на нашиот конкурс. А во оваа прилика сакам да се заблагодарам и јавно на авторката, со која што денеска ќе потпишеме и договор за соработка во следниот период. Таа ќе има обврска покрај тоа што ќе ја добие јубилејната награда во износ од 30.000 денари, да испорача и одреден број на сувенири на општината кои што ние вообичаено ги врачуваме на гостите на градот во слечени прилики. Кумановскиот градоначалник информираше дека заедно со занаетчиската комора се планира да се отвори сувенирница и туристички информативен центар. Просториите би требало да бидат сместени токму во занаетчискиот дом. Штом ќе се заврши постапката, која што ја водиме за објектите во занаетчиски дом, деловните простори, веднаш по тоа и ќе донесеме одлука на совет, ќе испразниме еден од постоечките локали и на таа локација сакаме да го отвориме овој центар во соработка со занаетчиската комора. Ќе му исклучивно јавна намена, во сувенирницата ќе може да се купат различни сувенири чии што приходи ќе одат директно во комората и кај занаетчиите, а дополнително инфоцентарот ќе биде финансиран од страна на општина Куманово. Занаетчиската комора неодамна имаше барање за отворање сувенирница во градот.